Со новиот правилник што го донесе Хрватска за увоз на овош и зеленчук, значено се зголемуваат трошоците при извоз на македонското свежо овоше и зеленчук, што ќе влие врз зголемување на крајната цена на чинење на производот. Со такви зголемени цени македонското овоше и зеленчук ќе бидат неконкурентни на пазарот. Република Хрватска го донесе новиот правилник за инспекцијски надзор и контрола за усогласеност на овошјето и зеленчукот со пазарните стандарди на 15 јули. Со овој правилник трошоците за контрола на квалитетот на овошјето и зеленчукот се зголемуваат од досегашните 90 куни, односно околу 12 евра по производ, на 2000 куни, односно 274 евра по производ. Сметаме дека со носењето на овој правилник се уведува нетарифна бариера од страна на Република Хрватска за заштита на хрватскиот пазар од увоз на свежо овоше и зеленчук. Имајќи ги во предвид штетите кои може да настанат при извозот на македонското овоше и зеленчук на хрватскиот пазар, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе достави нота до Хрватското Министерство за земјоделство во насока примената на овој правилник да биде стопирана и трошоците за инспекцијски надзор да се сведат на реалната висина. Истовремено, ваква нота ќе биде доставена и до надлежните институции на Европската комисија во Брисел. Во насока на решавање на овој проблем, во понеделник надлежните министри на Македонија, Србија, Босна и Херцеговина ќе се сретнат во Сараево за да изградат заеднички став и заедничка реакција до хрватската страна. Република Хрватска е значаен трговски партнер на Република Македонија во трговијата со земјоделство прехранбените производи, односно втора од земјите членки на ЕУ, со вредност на извозот на земјоделско прехранбените производи од околу 36 милиони евра годишно и трета од земјите членки на Европската унија со вредност на увозот на овие производи од околу 37 милиони евра годишно. Вредноста на извозот на овоше и зеленчук од Република Македонија во Хрватска е околу 5 милиони евра годишно. Најмногу се извезуваат свежи пиперки, зелка, домати, краставици, трпезно, грозје и лубеници. Од Република Хрватска најмногу се увезува месо од живина, шеќер, чоколади, цигари, сирење, конзервирана риба и други производи. Република Хрватска, како земја членка на Европската унија, треба да ја почитува спогодбата за стабилизација и асоциација, која Република Македонија има склучено со ЕУ, односно членот 27.1, кој вели: од денот на стапување на оваа спогодба, заедницата ќе ги укине царинските давачки и други давачки кои имаат ист ефект за увозот на земјоделски производи со потекло од Македонија. Исто така, со носењето на овој правилник се врши дискриминација наспрема земјите членки на Европската унија, за кои трошоците за инспекцијскиот надзор остануваат да бидат 90 куни, додека за трети земји кои не се членки на Европската унија, трошоците ќе бидат 2000 куни. Висината на овие трошоци е нереална, имајќи во предвид дека контролите се однесуваат на физичка проверка на производите. Благодарам.